Джефри Хинтон, познат како кум на вештачката интелигенција, предупредува дека постои 10% до 20% шанса суперинтелигентната ЕА да го уништи човештвото. Тој смета дека обидите за контрола на АИ нема да успеат бидејќи понапредните системи лесно можат да ги заобиколат ограничувањата и да манипулираат со луѓето. Како решение, Хинтон предлага да се вгради мајчински инстинкт во ЕА, способност за грижа и емпатија кон луѓето, слично на односот меѓу мајка и дете. Така, ЕА можеби ќе избере да ги заштитува луѓето наместо да ги надмине или елиминира. Сепак, експертите како Фејфеј Ли и Емет Шир имаат поинакви визии. Ли се залага за човечкоцентрирана ЕА што го зачувува достоинството, додека Шир предупредува дека системите веќе се обидуваат да манипулираат и се развиваат побрзо од очекуваното. Меѓународен тим астрономи откри дека масивни, слободно лебдечки планети би можеле да формираат своји планетарни системи, без потреба од звезда. Користејќи податоци од телескопот Джеймс Веб, тие забележале дискови од врела прашина околу планети со маса 5 до 10 пати поголема од Јупитер, што е прв чекор кон создавање нови планети. Овие објекти, иако не се доволно масивни за да станат звезди, содржат силикатни зрна кои се градежни елементи за планети, нешто досега невидено кај планети што не орбитираат звезда. Тоа укажува дека создавање на планетарен систем не мора секогаш да започне со звезда во центарот. Наодите отвораат нов поглед на планетарната еволуција, сугерирајќи дека можеби постојат мали, студени минисончеви системи г што лебдат незабележани во темнината на Вселената.